Судијата од Скопскиот кривичен суд Ненад Савески е владиниот предлог за нов републички јавен обвинител. Владата ја донесе одлуката на денешната седница по како што кажа аргументирана дискусија. А освен него кандидати за позицијата со позитивно мислење од Советот на јавните обвинители беа и обвинителките Анита Тополова Исајловска, Лидија Рејчевик и Ленче Ристоска. Сметаа дека Савески ќе придонесе за подобрување на состојбите во правосудството, бидејќи има репутација на правник со богато долгогодишно професионално искуство. Како судија кривичар во оддел организиран криминал на Основниот кривичен суд Скопје, Ненад Савески е избран во 2016 година. Од 2009 година работел и како јавен обвинител во Скопското и Гостиварското обвинителство. Владата донесе одлука до собранието да поднесе предлог за избор на Ненад Савески за нов државен јавен обвинител. Предлогот кој владата го упатува до собранието се темели на стручни оценки и мислења доставени од Советот на јавни обвинители, како и на внимателна анализа на професионалниот интегритет, искуство и досегашни резултати на кандидатот. Во таа насока се оцени дека предложениот кандидат ги поседува потребните професионални и лични квалитети. Владата смета дека предложениот кандидат ќе придонесе кон зајакнување на институционалниот капацитет, унапредување на професионалните стандарди и зацврстување на довербата на јавноста. Сега на потек е собранието, каде треба да биде доставен предлогот, каде државниот обвинител се избира со 61 глас за. Денеска пак зелено светло од пратениците доби новиот закон за јавно обвинителство, кој доби поддршка од 75 пратеници и ниту еден против или воздржан. Министерот за правда Игор Филков го образложи предлогот. Од опозицијата вела дека имаат суштински забелешки и ќе поднесат амандмани. Предлог законот воведува поефикасен систем на оценување, при што редовното оценување ќе се врши на секои 3 години наместо досегашните 4. Се воведуваат прецизни критериуми за стручност, квалитет на одлуките, стручно усовршување и организаторски способности. Значајна новина и зајакнувањето на транспарентноста во постапката за избор на јавниот обвинител на Република Македонија. За жал, ние ќе имаме едно јавно обвинителство во кое оние кои се и малку посвели обвинители многу лесно можат да бидат дисциплинирани и да ги доведеме во ситуација да не носат одлука. Поготово кога тоа нема да се допаѓа на власта. Вака ако остане законот за јавно обвинителство, најмалку е реформски, најмалку ќе донесе до независно, ја руши независноста на јавно обвинителската служба. Со новиот закон за јавно обвинителство се предвидува поефикасен систем за оценување на обвинителите и поголема транспарентност на постапката за избор на државен обвинител. Се воведува и појасна и поефикасна дисциплинска постапка, со рокови за постапување и механизми за спречување злоупотреби на дисциплинските постапки. Државното обвинителство самостојно ќе го утврдува и ќе располага со буџетот, кој ќе изнесува најмалку 0,4% од даночните приходи на државата.